Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи, последно за оваа работна недела пред да одиме на викенд. Во текот на ова издание на 0260 91 924 или 925 ке разговараме за тема која што веќе и добро е апсолвирана со оглед на тоа дека станува збор за ослободителната пресуда која што беше донесена за Сашо Мијалков како прво обвинет заедно со припадниците на полициската единица Алфи во однос на случајот тортура за 6 јуни 2011 година во делот на апсењето и начинот на апсењето на Љубе Бошковски. Деталите за ова ги и настанот во текот на денот и пресудата ја слушаше токму колешката Искра Опетческа, чиј извештај го следиме во продолжение. Обвинителството не докажа дека поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање и уште 6 припадници на специјалната полициска единица Алфи се виновни дека извршиле тортура врз лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски при неговото апсење во 2011 година, одлучи денеска Основниот кривичен суд во Скопје. Судот обвинетиот Сашо Мијалков, Ивица Анчевски, Новица Станковски, Филип Атанасов, Петар Милошевски, Јован Боцевски и Метуш Шабани ги ослободува од обвинение, бидејќи јавниот обвинител не докажа надвор од разумно сомневање дека обвинетите го сториле делото за кое што се обвинуваат. Во образложението на пресудата, Ристеска меѓу другото рече дека судот не утврдил конкретно како Мијалков го поттикнал суровото и нечовечко постапување кон Бошковски и како полицајците го извршиле тоа кривично дело. Ристеска се осврне на прислушуваните разговори, па според неа Мијалков искажал лично мислења поврзано со апсењето на Бошковски. При тоа судиката не го спомена разговорот помеѓу Мијалков и Драган Павловиќ Латас, во кој поранешниот директор на УБК му потврдува на новинарот дека ќе го апси Бошковски. Обвинителот Љубомир Лапе најави жалба на ослободителната пресуда и останува на ставот дека обвинението е прецизно со сите потребни докази и дека според европската пракса начинот на апсење на Љубе Бошковски во 2011 година е забрането. Во модерните демократски цивилизирани општества ваквиот начин на лишување на слобода е забранет и санкциониран. Судот пропусти да ги санкционира сторителите, според мене, при состојба на јасни и недвосмислени докази по добивање на пресудата, секако дека ќе вложиме жалба на сите околности, а особено што сметам дека би била испратена една погрешна порака дека ваквиот начин на апсење е дозволен и законен. Одбраната на Мијалков пак контраобвинителот Лапе велат дека ослободителната пресуда е законска затоа што обвинение не може да се заснова на предпоставки, туку мора да бидат изнесени факти. Ако добро го следевте образложението на судот, тој истакна дека од сите изведени докази и материјални во кои што се пропишани процедурите предвидени во законските и подзаконските акти околу начинот на апсење, како и изјавите на сведоците, и тоа на сведоци кои што беа предложени од страна на јавниот обвинител, а кои што тој ги прогласи непријателски поради изјавите кои што ги дадоа во суд и кои што одаа во прилог на тврдењата на одбраната, произлезе заклучокот кој што денеска го слушнавме преку донесување на ослободителна пресуда, која што е законска и легитимна. Љубе Бошковски има право на оштета, но за да ја добие ќе мора да покрене постапка пред граѓанскиот суд во Скопје. Трошоците за случајот тортура ќе ги плати државата. Мијалков е обвинет за поттикнување, а 6 специјалци за мачење и друго сурово нечовечко или понижувачко постапување и казнување. Тоа е и темата за која разговараме во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи. Телефонските броеви ги знаете, ја знаете и веб страницата, односно фан страницата, се извинувам, на социјалната мрежа Facebook, Очи во очи, каде исто така може да ни пишувате и коментари. И доколку веќе имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Да, добар ден. Повелете, ве слушам. Поздрав до тебе, ми телевизија четири. Благодарам. Поздрав, повелете. Сега те кажам, јас ова сум фрапиран и изненадан од страна на судиката, која што уште од првиот пат се гледа дека таа судика нема елементарно познавање од кривично-правниот однос. Уште тогаш бараше сама да се поништи, да се ги поништи оние сите доказни постапки што ги изведуваа и обвинителството и бранителството. Така да треба да сватиме нешто. Ако некој работел во полиција, тоа е Аспарух Радевски работел. 30 години.
Ovde ako ne postoji delo, ja ne znam kaj postoji delo. Kako možeš ti čovek da mu stavaš pištol na glava, da go vrtiš prema klozet, da go legnuvaš gore, dolu na pločkite i da mu gaziš na glavata dozgora. I da mu čuješ majkata. Ovde ne postoji delo. Pa sramota. Iskreno da vi kažem. Сега моментално треба Републичкиот судски совет да расправа околу ова судика. Дали таа е способна да води кривично-правни дела? Затоа што ова секој кривичар би го судил, без разлика околу каква мера ќе биде пресудата. Искам да ви кажам, не, мене ми е криво, затоа што јас сум работел на таа проблематика и сега дојде време Ивица Анчевски Пуки со средно образование началник да биде ослободено од обвинение. Ма немојте ве молам. Срамота е ова за Република Северна Македонија. И овде ние ќе бараме ние да одиме во Европа. Нема потреба во Европа да одиме. Еве што ни прават судовите кај нас. Треба да се позанимавање малку со судството. Подкитно треба ова судика да се суспендира од работа и да се каже зашто не се да суди. Прво и основно самата сиритна стомак со првата пресуда кога ја одложи. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој студент на линија? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте, повелете. Благодарам. Сега че дека не само ние, цел свет го гледаш во тој момент. Кога Да. Ве слушам, да, зборувајте. Кога? Ова, како цел свет го гледаше тој момент кога беше абсенца на господина Љубе и сите настани кои се изведува и документирани и чисто, јасно и кристално до сите телевизии. Дури специјално беа поканети одреден број на телевизии кои требаше да го снимаат тој момент како е АПСИ овој престане против господинот Груевски и против тогашната власт. Тука го слушавме ние и моментот кога господинот Сашо разговара со нас, каде што дури го чуе и кога така му треба, нека малце мири затоа што би свртил со главата према ветрото на площадот кај што се запсеше. Ја мислам дека овдека нешто има што не е дозволено да го направила судиката или судија што е кој го водел предметот, или па имал интервенција од страна, нешто мора да постои што е донесена ваква одлука. Јас сум во против, некој да биде и ослободен, некој да биде што се вика помилува. Но за сето тоа треба да постои документ, да постои доказ. А овдека апла, цел свет да го гледат на начинот на АПЕ, начинот на однесувањето на специјалната политичка единица и на крај некој да каже дека фактички нема докази, нема дело, значи и да обвинетите сега се ослободуваат поради недостаток на докази и дека значи господин Сашо Мјалов не го кажал сето тоа. Намислам срамота е за судство. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Па со разлика од некои други, Добролюбен Бошковски помина, а и они поминаа добро. Не ги дискутирам овие лесни дела, зашто има и потешки дела, малку нека се сетаат луѓево, што им правеа на другите, со железни палки не мава, па сега и ни бараат и пари уште од озгора, а кој да тужиме ние во оваа држава? Но го запамтете, дај му пари за избори да најде гласачи. И го начека и му рипна. Значи, од оваа страна му даваш пари, од другата страна го чекаш. Тоа е исто како со опијатите. Ќе му дадеш опијати, на другата страна ќе го пречекаш и ќе го претепаш. И исто е тоа. Затоа и не сум изненаден од судот. Сега, овде, како да кажам јас, не го оправдувам ни насилството, ама не го оправдувам ниту па ова од страна на полицијата и на службите кои си играат се уште со народ. Значи, има овде луѓе кои не знаат да работат добро. И така ќе си остане тоа и за добро и за лошо.
така ќе си продолжиме да си живееме во ова наше запркнато општество. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Поздрав до 24 телевизија. Благодарам, поздрав, повелете. За разлика од овие што му го пополнуваш времето, јас краток ќе видам. Ајде. Значи сега треба Љубе Бошковски да договара. Така испаѓа. Зашто? Каде да оди? Љубе Бошковски треба да одговара сега. Зашто? Па, ова е слободен, е? Тој е крив. Не е таква ситуацијата тука, господине. А како е? Затоа што тука СЈО го тужеше Мијалков, го обвинуваше впрочем Мијалков во однос на начинот на кој што беше приведуван Бошковски. Дали ја слушавте вие судиската Да, ја цело слушав време? во целост, господине. Па кога рече дека Љубе Бошковски најверојатно тоа што го имал, кај се било на кривично дело сторено во себе што го имал. Но тоа треба да се докаже и тоа беше посочено. Па дали судиската го посочи во ослободителната пресуда го пиши. Да, но не е докажано, господине. Па затоа викам сега. Тоа беше објаснување во однос на актот зошто е и како е туженет. Точно, објаснување од судиската, не од мене, од тебе. Да, но не е пресуда, господине. Па е пресуда, Не е пресуда, господине. Пресуда е кога се донесува одлука, како во случајот да се ослободат Сашо Мијалков и останатите припадници на полициските алфи. Во пресудата на образложението го пиши дека најверојатно Љубе Бошковски имал основни действија извршено затоа и кои што треба да се докажат. Зборот најверојатно ви објаснува се. Добро, поздрав. Благодарам за јавувањето, поздрав. Следен на линија, повелете. Здраво. Да, повелете, ве слушам. Она да ви кажал само, што мислиш, пак некако прашување, ама ќе си кажам ја. Оние кај градска шедиација сега, вчера ли кога беше да ние двојца полицајци што биле таму пензија и други таму ше четворица, тројца, петорица, колку биле. Што мислиш дека ги им се клањале и знаеш што, ај молим те, пружи ги раците, ги пиставам лисиците и такви работи. Ништо не мислам, бидејќи не го гледав начинот на апсење. Не, јас сум бил присутен на такви апсења и ја ќе ти кажам дека... Нема, прашавте вие за конкретно апсење, за конкретното не можам да ви кажам. Значи, види, ја не сакам да те прашам. Значи, јас сакам да си дам коментар во облик на прашање. Па добро, вие ми го поставувате како прашање, јас не можам да седам тука да молчам. Време те предупреди дека не е прашање кон на мене, кон тебе. Добро, во ред, ајде. Ти имаш време. Значи, кога ги апсат, им ги малат превен нозете доле, и го чисти едноставно и го легне доле. И после презема мерки. Како Љубе Бошковски што беше доле легнат, истите ситуации ги снаоѓаат и другите криминалци. А вака да збориме реално, ја за овој Сашо Мијалков воопшто мислам, како ти кажам, мислам не да го судат, треба милиарда години да го судат, толку гребови има према држава. Ама кај на најбаналното обвинение го гонеа, каде што криминалец оние апсеа, затоа што ако ги дадат тие пим мерки што ги пуштаа, каде што он зима пари од тој гркот, каде што му се клањата, му бацува раката на тој гркот, зашто тоа обвинителство се не покрене против Љубе Бошковски? Треба против него да покрене, не да ми зима сега мене од джеб пари за обештетување што Сашо Мијалков само не е најдо крив. Сега гони ги тие што го тужеа Сашо Мијалков, они да ги дадат парите на Љубе Бошковски, ако не, нека го гонат него за со гркот што ги зимаше парите. Ајде здраво. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Оглен, дали ја гледате снимката која ги стаи Љубе Бошковски 100.000 евра гркот која му ги стаи која ги стаи у преградките, која викаше мене македонскиот народ многу ми верува. Која беше кандидат за председател. Да, господине. Па народов, нека не заборават зашто беше треснат на земја и шо. Значи, он се кандидира да биде председател на држава, а зима 100.000 евра. Ги ставај и ги вика, леле, македонскиот мене народ многу ми верува. Абе, дали вој народ, нека не заборава малкучка, бе. И нека се освести еднаш више. Толку од мене. Мало, пријатно. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, Да. се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Да, темата е. Молам? Темата
темата која... Не ја знаете темата? Да, патувам и возам. Ослободителна пресуда за Сашо Мијалков и за Алфите за случајот тортура. Ослободителна пресуда за Сашко Мијалков. Вака сега. Не можам многу по судевиве, не сум. Тортурата не е знат за Сашо Мијалков. Вака, Сашо Мијалков, ако имал 11.000 евра да се брави од слобода, значи тоа, јас и дедо и предедо толку пари не сум видел. Значи не можам да коментирам. Која беше тортура, не ми е јасно. Господине, ве молам, зошто го одземате времето од останатите гледачи кои што следеле цел ден што се Добро, еве случувало? се тортура, еве за Сашо Мијалков што разборам. Дали е... За вие сакате псењето да на Љубе кажете- Бошковски, господине, е случајот тортура. На Љубе Бошковски. Добро, Љубе Бошковски, мислам дека беше наместено за Љубе Бошковски. Мислам дека беше наместено, али не сум сигурен заради тоа што не може во еден момент толку пари, па не е никој будало да му подметни. Не знам, добро, сепак се извинувам, не бев може многу во тек, али тоа е тоа. Али додека се судат македонците, да знаете дека... Благодарам за јавувањето, господине, ве поздравувам. Следниот пат ве замолувам, бидете барем во текст со темата која што е дадена, затоа што вака џабе одзедовте 2 минути за гледач кој што можеби ќе ги искористеше во своја полза, некој што седел, гледал, следел и знае што да каже за темата. Добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав и до вас. Па јас Благодарам. вака ќе кажам, Љубе Бошковски беше притворен, факт, вистината е затоа што ви кажуваше вистината на Сашо Мијалков, ние македонците никој не знаехме, верувам на тој Сашо Мијалков како началник на безбедност, државна безбедност, дека имал толку и толку милиарди пренесено во чешка и фабрики, станови и така натака. Никој не сонувал не. Тогаш Љубе нас не ги откри разумот, очите да размислуваме, да видиме за висината што случува во Македонија. И така дека тие му најдоа тогаш вина, тоа беше јавно пред народот обнародено и се слуша гласовите на Мијалков како ќе вапсат и така натака, тие беа мизерни изрази со вашиот колега Латас, како се смеа, како се изјавljava вистина, како да беше некој терорист. Меѓутоа, јас ќе ви кажам вака, што имам слушат јас како духовен отец на Љубе Бошковски, сум вивол затвор кој се притвор да го причества за Божник. А што ми кажуваше тој да кажувам до сега јавно во јавност, што му правеле тие во судот, полицајците? Во суд можда нема докази. Али што му правеле на Кутриот? Ја не сум суден, нити јас можам да пренесам што ми кажам. Што му правеле, па тоа никој не би го доживал. На такви злосторства правеле тие тамо кој било наредено тој Сашо Мијалков, кој ништо не може, ништо. Да, Ѓосанки, исто како да бил терорист. Терористите подобро повинуваат во апсење, дури кога ќе вратат до Дишес ги социализираат и обезбедат и така натака, станови, вработување и на друго, а тоа што претрпувал Љубе Бошковски, јас сам многу почувствувал тоа што кажуваше со солзи во плачење, јас лично оние што ги има искушено, не бил насуд кај мене, него се исповедаше што пред. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огне. Да, добар ден, повелете. Дека Љубе Бошковски е намесен, тоа е очито. За парите нема доказ, иако беа најдени во него багажник. Додека го држаа полицајците, унатре може багажникот да го напунат со пари. Така бидоа. Не само со пари, туку и дрога да му не дадат. Меѓутоа, мислам дека ова на Љубе Бошковски му е казна од Господа. Ако се сеќавате на оние рештарски лозели, како се викаше, да слушаат, кога избеглици, што беа тие странците, ги одведоа тамо, ги ликвидира, им става оружје, не знам што. Се за таа политика, за тоа престижот на во власт. И мислам дека тоа му е казна од Господа. А за овој што го ослободија, Сашо Мијалков, многу ми е криво. После ова што дознав денеска дека парното грејање ќе се зголеми, а тој има, мислам, 51% удел таму акции во парното грејање. Јас
ради тоа би сакал да го осудат, али и него Господ ќе го казни. Ќе собира и на крај ќе му наплати Господ за сите гревови што ги имаме ние као народ. Биди поздравен толку околу мене. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас, следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Ослободителна пресуда за Мјалков. Јалки. Цела јавност на истешкуваните разговори слушаше кај што му наредува на Алпи, ако треба и во студија двата да го ја тера на Луѓе. Па гледавме и ко беше барем тоа што легнува на стомак, па го врзува со листини и така натаму. Покажува тие така наречените бруталност што ретко се случува. Тоа го има само во онете држави. Не беа тие, беа некои возземјани, ако не се докази овие за судо. Не е ова добро ни за судството, па ни за Република Северна Македонија. Обвинителството е веќе поднесли жалба да видиме дали ќе биде прифатена. Чекаме малце. Не, како сега ти зборувам, значи не сум јас. Вие сте, господине. Но така не е велам. Аха, сум го напал делото, не сум. Тоа беше поентата. Така, сватив, добро. Ајде, пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, добар ден. Значи, да бидам искрен, колку ми иритира сега еден ваш гледач и слушател. Значи, тортурист во живо. Пазете како потенцира. Вели, возам и се јавувам. Млад господине, па има ли поголема тортура од тоа? Ве молам, возам и се јавувам. А пазете сезона на одмори, на туристи, на семејства со мали чеда внатре во возилата. И кај сме ние во се тоа? И ќе се надоврзам сега на ова на Мјалко. Значи, видете, ја не можем да се разберам прво себе си. Прво, значи, најголемата накитена новогодишна елка во Македонија е Мјалко, најголемата. И ја мислам дека адвокатите негови и поред него гледаат во него, што да ви кажам, капитална, материјална иднина. И не можем да се начудам, господинот Шврговски, кој до вчера беше во судските води, сега е негов адвокат, со негово право, да се разбереме. И презадоволен што Мјалков е ослободен од вакво нешто невидено, нечовачки, ве молам. Ја пак се оградувам. Ниту сум правник, нити имам право да судам, него го гледам она што вие го прикажавте како телевизија во судницата. Па ова е абсурд невиден. Ова е све оставштина, да ви кажам, од Михајло Маневски, неговата сопруга и Нада Груевска. И ова ќе треба години и години да се рине и да се чисти. И на крај поздрав и мотив за обвинителот, како му беше младиот обвинител. Љубомир Лапе. Да, Лапе, нека не се разочарува Кисраелова. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па ја ви контекст денеска за две работи да зборам и за оваја и за нас од апелација пресудата. И добивам впечаток дека едноставно почне хајката против предметите на СЈО. Ако земете денеска да го проследите оправдување, толкувањето на апелација за донесената пресуда во случајот Рекет, ќе видите скандал. Како може снимки, снимени во втори месец, да се прифатат како легално прибавени докази. Тога се поставува прашањето кој дал наредбата за снимање на гостите на господинот Камчев или прифаќањето на сведочењето на господинот Камчев и неговата сопруга се клучните моменти за да го осудите Боки и Катица Јанева дека се виновни
за наводен зимање рекет. Згора на тоа, оваја пресуда, каде што денеска доаѓа фактички како еден кулминација на спрамот во судството на толкувањето на настанот. Во оваа судиката си дозволува да толкува дека таја не е уведена дека дал наредба. Меѓутоа, има една друга работа што не треба никој да забореме, дека наредби кои представуваат кривично дело, а незаконски начин или не постапување по процедури е кривично дело, не треба некој да ги извршува. Тоа е едната работа. Втората работа, рекол не, од овим делот се даде убав оправдување дека и кога нешто го работите, не треба некого да го понижите. Така да, мислам дека овие две пресуди вчера од апелација и оваа денешнава се скандал. Како скандал треба да се разгледуваат и онаа што викаш цело време го тврдиме офанзива против предметите на СЈО. Слободно земи спореди ги толкувањето на апелација со снимката. Тогаш се прашува кој дал наредба втори месец да се снима домот на почива наредба со обезбедени тие слики, ако тие снимки. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете. Добар ден. Добро, одиме со следната линија. Дали се слушаме со некого, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Најдобар доказ дека оваа влада е во спрега со позицијата и опозицијата се во спрега, а народот, не знам зошто не може тоа да го види, е ослободителната пресуда на Сашо Мијалков. Така. Јас поинаку не можам ова да го протолкувам. Не може најголемите докажани луѓе кои ја оплячкаа државата да бидат ослободувани и за тоа и влакно да не им фали. А народот уште се тепа за СДС или за ВМРО, а нормално тие од ДУИ си ќутат. И сега, каде е разврската? Јас не гледам разврска, освен овие сите три партии да си одат, па да се ослободи судството. Тоа е моje размислување. Благодарам и убав ден. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, следен на линија Петрски Николчки. Да, повелете, Николче. Благодарам. Во однос на темата ослободителна пресуда за Сашо Мијалков, јас мислам дека судството треба стварно да се застрами. Значи, она што граѓаните на Македонија го гледаат со своји очи, дека се работи за времето на диктатурата на ВМРО ДПМ на Никола Груевски, Мијалков и компанија, кој секој ден можеше да биде приведен, малтретиран, затворен и наведен, наместен со други и ред други работи, ако не беше послуш на таа партија која владееше. Така да го намести и господинот, кој ни крив ни должен, малтретиран, кога и латас го слушавме јавно како кажува, како новина, еве што му направивме, го легнавме на земја, сето тоа го слушна целата македонска јавност во однос на бомбите. Значи, таа пресуда која донесе судот стварно е странна. А се прашувам зошто. Јасно ми е све. Значи, ланецот кој беше од претходната влада толку е дебел што не може тешко некој да го скине и сепак парите го прават своето. Онај кој, значи, нема можност со тие луѓе да се супростави, се знае што го чека. А онај кој има можност и кој е близок, нормално секојаш ќе биде и судот на неговата страна и политичарите на неговата страна. Така да сметам дека одлуката на судот би требало поново да се разгледа и да се види. Во спротивно, јас не да го мразам и да обранам господинот кој беше малтретиран, веројатно ќе се суди и во Хаг, ќе се ги бара своите права, има докази, па после ќе видиме кој бил искрен, кој бил неискрен, кој давал пари, кој го наместил или кој го ослободил или кој го затворил. Мислам дека конечно тоа ќе го разбереме веројатно кога господинот Љубе Бошковски ќе настави своите права да си го оствари преку Европскиот суд за човекови права и тогаш јас сметам дека конечно све ќе се
Така. Благодарам за јавувањето, ќе замолам од режијата една кратка пауза со форшпан, па се враќаме во студиото. Назад во студиото, Жаклина Д. ни пишува и вели: здраво огнем, при читањето на пресудата, судот му се изнапцу на Бошковски и на крајот заклучи дека така треба. Дали судот е свесен за пораката што му ја упати на граѓаните на Македонија? Веднете ги главите пред мокниците, оти ако ги испровоцирате да ве истепаат и испцујат, судот ќе ве доисцуе и ќе ви рече: жали се кај сакаш. Тоа беше денешната епизода од комедијата Македонско судство. Поздрав до тебе и останатите. Благодарам, Жаклина, исто и за вас. Илбер З пак ни пишува во својата порака и вели: денеска е запечатено дека оваа држава не заслужува да биде држава со вакво однесување на судиите која донесе срамна одлука. Во останатите пораки пак Златко Г. ни пишува и вели: сите коментираме, а никој не знае што се работи зад крим полициската завеса. Љубе Бошковски уште се нема огласено. Од кога беше затвор, многу нешто замолче, исто и Рамковски. Сега се е во игра дека Љубе Бошковски го има наплатено ова од Мијалков како најстариот занает, или стана салфетка за нужна употреба. Се на се по своја заслуга Љубе Бошковски стана крпамивка со своето понашање, го изгубе секое достоинство кај реалниот човек, завршува Златко Г. во своето пишување. Ботка Х. Ипак ни пишува и вели: мислам да се јавам, здраво, да се јавам и јас после долго време мислам да напишам. Го гледав апсењето на Љубе Бошковски, ги слушав и разговорите на Сашо Мијалков, каде се фалеше како го легнали и се смееше онака како што тој знае. Нешто пресудава, не ми оди со тоа што го видов. Те поздравувам и се надевам се гледаме. Ве поздравувам и јас и се гледаме, зашто да не. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав. Редакцијата. Благодарам, повелете. Јас моето размислување за овој случај би го почнал со една српска поговорка. Ајде. Тресла се гора, родио се миш. Зошто? Затоа што кога специјалното јавно обвинителство го отвори овој случај и поради основаното сомневање дека постои тортура, не случајно и го стави името на случајот тортура. Затоа што ние како обични гледачи видовме како Љубе Бошковски се изведува од колата, се апси и тоа е нешто во нормалното што го гледаме што се случува на Западот. Меѓутоа, она кога беше легнат долу и посебно кога главата му се туркаше во подвижното веце, а таа снимка ја гледавме само еднаш, два пати, три пати, повеќе никогаш не ја видовме, тоа беше тортура. Тоа беше навистина тортура и тука не може никој да каже дали е правно или е праведно, меѓутоа не беше праведно. За мене не беше праведно лично, затоа што човекот беше легнат и главата му беше безобразно туркана во подвижното веце. Мислам дека тука постоеше тоа што и случајот се вика тортура. За мене ова одлука може би од правен аспект, не знам да кажам, може би е праведна, може би не е праведна. Меѓутоа не е правична, сигурно. Постоеше тортура, а за парите, парите можат и да се подметнат, може и да се не се подметнат. Тука не би можел да навлегувам, на вистина е тоа стручна работа. Ви благодарам што ме сослушате. Благодарам за јавувањето и се слушаме при наредна можност. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, бака, ослободител на Верица Мијалков, така? Да. Не знам што би рекол. Ако ги споредам некои работи, бидејќи гледам се судат луѓе за обични 10 пакети цигари или за 20 кебапи и сега си мислам, дали ние имаме реално судство или пак тој што има пари никогаш не може да биде осуден. Еве зошто. Од блиски работи, не берам од себата, од блиски информации, Татбак, кога беше, Соња беше осудена 7 години. Казна. Верувајте ме, сакали или не. И јас дел од следачите да Добро. Меѓутоа, во Битола ја гледав секој ден, ке се седи кај зет дези за сестра на балкон и тој ми се смееше, во очи ми велеше, абе будало едно, тој што има пари, не оди затвор.
Не знам друго што да ви кажам. Не Љубе Бошковски да ли му подметнале. Не ми јако. Може него му... Најде се да ја брани. Државата му подметна, можем да верувам. Ама дека ќе го суда Сашо Мјалков, тоа да му обезиш на Сатово Битола, јас нема да верувам. Тој што има пари не оди затвор. Ко можам јас да сум судија, листо ти кажувам, да ви дај мене некој милион евра в джеп, па бре ќе ги на па не знам што. И затоа во ова судство не сакам да верувам. Реков, ова судство е само кажа. Да мудриш на некој шлакајца, па да лежиш, па да му платиш, да украдиш 10 стеки цигари, па затвор капиш и така. А дека Истече времето, благодарам за јавувањето. Стеван Јани пишува на Фејсбук многу кратко, вели тефтерчето. Понатаму пак Сашо С пишува и вели: случајот на Бошковски е наместен за да биде апсен на брутален начин и како таков да биде жртва, затоа што како таков случај повеќе ќе му користи на СДС. Исто беше и со затворањето на телевизија А1 и неговиот газда, тоа беше случај за пред странците да се кажува дека ВМРО-вците затвораат медиуми. Сетете се на инцидентите пред А1 од страна на СДС, завршува Сашо С. Додека пак Игор Ија пишува и вели: здраво Огнен, мислам дека секој што си направил криминал треба да си одговара, а ослободителната пресуда судот се надевам дека ја донел, одлуката правилно се знае дека Љубе беше наместен и обвинителството доколку има докази да е истрајно и да приложи докази што судот не може да ги сузбие. И Дејан С пак пишува и вели: здраво Огнен, само накратко, тужам Агенција за обезбедување за непостапување, одлука Основен суд 2, штетата ќе ја платат разбойниците кои ги кажува поименично во пресудата, додека пак Основен 1 ги ослободува бидејќи немало докази. Со вакво судство никаде нема да стигнеме. Поздрав. Поздрав и за вас, Дејан. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. По Македонија се води специјална војна водеца, платено од големи сили. Македонија да се уништи. За темата ќе ве замолам да зборувате. А што темата е? Директно за темата, господине. Што тортурата, тоа е што македонскиот народ е под голема тортура. Македонскиот народ... За темата ќе ве замолам да зборувате. Македонскиот народ што не знае каде е Джеврише. Благодарам за јавувањето, пријатно. Два пати ви посочив да зборувате за темата. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, дали сум јас на Да, линија? вие сте, повелете. Вака, интересна е судбината на господинот Љубе Бошковски. Конкретно, последно со случајот тортура и со ова пресуда по случајот тортура. Преска се јави неговиот, како што се представи, духовен отец, поставувам од МПЦ и така посочи, даде едно сведоштво. Меѓутоа, судбината на Љубе Бошковски почна да се одвива на ваков начин, да се подсетиме предходно, тој беше осуден во Хаг, одлежа околу 8 години затвор, па после тоа и за оваа пресуда за подкупот одлежа 4 години, колку што мислам, затвор. Така да неговата судбина почна така да се одвива откако тој беше првиот кој што како министер за внатрешни работи организираше упад во Велешката епархија и организираше хулигани како министер за внатрешни работи да упаднат во Велешката епархија и да го избркаат од таму канонскиот епископ Јован во тоа време Велешки, а денеска овој архиепископ на Поа, Јован Вранишки. Значи, тој е првиот што го отпочна прогонот врз него и символично, значи, тоа се случи на таков начин што ине му разни хулигани му вперуваа пиштол во слепоочницата. Значи, треба Љубе Бошковски своето покаяние малце да го продлабочи и да види и неговиот отец од МПЦ, од каде произлегуваат сите негови голготи, што го снајдоа сите овие години, и други личности од јавниот живот, да не ги броиме сега, многу се, кои што учествуваа во 12 години хајка против... Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден.
Добар ден. Да, ве слушам. Вие сте, повелете. Јас би кажала тортура, правилниот збор. Наистина тортура на Љубе Бошковски. Меѓутоа, јас за следен пат го земам господина Шеповски за адвокат да завршам мојата Голгота. 20 годишна Голгота. Шврговски ќе го земам за адвокат. Значи, успеа да го изрече Мијалков од таква тортура. Бошковски да го изрече. И не да плати правата оштета на Бошковски, него да плати Мијалков да плати. И таа неговата тајфа со Гордана Јанкиловска. Благодарам и се на љубаво. Благодарам за јавувањето, Ивам се на љубаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Среќен ден. Ивам исто, повелете. Ке ве молам, ослободителни пресуди треба да има на сите што се во затвор. Затворот во цела Македонија сите да бидат слободни. Значи, празни да бидат. А затворот треба да го пополни така наречениот премиер Зоран Заев. Он да влезе во затвор и никој друг. Благодарам и секој едно. Благодарам за јавувањето, Ивам секој добро. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Зборувајте, ве молам, на линија сте, повелете. Ко поддржам овој слушател и така треба да биде. Ако нема правда, нема мир. Ако има правна држава. Криминалецот Заев треба се затворе, или јавно се виде дека подкуп имаше на телевизија, цел свет гледа, клано од 205 милиона, уеба фирми, има диктатор низ цела држава. За темата ќе ве молам да зборувате. Треба се затворат. За темата ќе ве молам да зборувате. Ве научив веќе. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вам и на вашата екипа. Благодарам, Ивам исто, повелете. Вака, јас се соочувам со Љубе Бошковски. Можда е не во право, меѓутоа срамота и греота е тоа наново тортура да му вршат на тој човек. Зар тој човек нема фамилија? Тој не од крв и од месо? Или од железо? Он пие нафта, не пие вода? Срамота. А Сашо зема пуна ташничка и ќе замине човекот, ама го фатија. А татко му и за него отиде. Толку ви благодарам, извини ако грешив. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, Оглен. Добар ден, повелете. Мислам први пат или втори пат сум кај вас. Нешто ме дирна во срце ова нешто, денес да го слушам ова, да бидете слободен. Мијалков, она што се гледаше на телевизија, тој не е мој сопартиец, али мене ми е жал каква тортура се работеше на него, го гледав целиот тој снимак. И сега да би овој Мијалков ослободен, а Љубе Бошковски крив. Ја не може да замислам, не е мој таков симпатија, али го сакам човекот, во тука немаше никаква кривица, ниту оружје имаше кај него, ниту пари. Тие му го подметнаа тоа, па и да беше било каков човек, обичен човек, она што му се наместуваше на нему, и сега да бидат тие луѓе ослободени. Ја не може да сам да замислам, еден човек на такво руководно место што беше во Македонија, и во Акак лежеше таму, за таа слобода, јас ви кажам уште еднаш, мене ми е жал она, да ти кажам право. Не ми е мој тако, сега се псорио, се познам добро и го служавам, да ви кажам, као Љубета Бошковски, човек што бил на такво руководно место, некој да го тортурат, и сега да го најдат бил крив. Имал оружје, па имал пари. Па еден обичен човек од улица не би земал на улица бе човек пари бе. Се му речи, дајде во некоја племна, се сокриеме, таму дајде. Она е немогуće. Не знам ја какви луѓе имат во држава. Брат Љубе, а денеска Љубе крив. Не знам ја, Оглен. Проштавај, знај, сам вака изнервиран, ке го гледам тоа судењето. Не ми е пристап. Пријатно се најде. Благодарам за јавувањето, пријатно и за вас. Дали имаме некој следен на линија, добар ден? Или сме на крај режија? Да.
Завршуваме. Благодарам за вниманието, за јавувањата во текот на оваа измината недела и за сите теми и дискусии кои што ги имавме. Останете со Телевизија 24. Во продолжение следува дневникот во 17 часот. Вие и јас се гледаме од понеделник. Пријатно.